Златко Оригјански навистина нема потреба да го представувам. Наш истакнат композитор, со децении веќе присутен во светот на музиката, со значајни признанија и награди и со остварувања, што е најважно. И во последните години се пресели, така да кажам, во Тирана, прво како директор на тамошниот културно-информативен центар на Република Северна Македонија, кој го раководеше неколку години, а потоа тој одлучи да остане таму. Зошто одлучи да остане таму и за неговиот престој во Тирана и за сите негови искуства, средби и луѓе во Албанија, разговараме во ова интервју, имаме неколку прашања за вас. Овие прашања се за Златко Оригјански. Златко, добар ден. Јас ќе почнам со еден твој исказ, даден во интервју, ми се чини дека е за Капитал Вестникот, каде што те прогласија за личност на годината, и таму велиш ти како што Куба беше важна за Хемингвеј, како што островот Хидра беше важна за Леонард Коен, на истиот начин Тирана е мојата голема љубов. Како се случи љубовта со Тирана и дали беше на прв поглед? Добар ден, Да. до вас и до сите гледачи. Така некако се случи, да. Не тргнав јас со некоја намера дека тоа ќе биде некако така. Иако морам да те признам дека последните 10 години, секој сабајле кога ќе се разбудев, ќе пијам кафе, вака ќе пушим цигара на аспиратор у кујна и по некој инстинкт мислев дека треба да се преселиме. Дека треба да се тргнам малце од земјата во која што сум роден. Она почна да ме некако да ми става некои граници, да ме затвара. И првата земја која што ми падна на памет дека сакам да таму да заминам беше Албанија. Тоа за нашите луѓе е малце нетипично и они многу лесно го доживуваат, да кажев, сакам да се преселам во Перлин. Да. Но сега кога ќе збориме, кога ќе кажеш Тирана, одма има тука некој, не е тоа баш така како што треба. Јас претходно сум бил неколку пати во Албанија и тој дух многу ми се допадна на прва. Некако ми беше као една, ајде да не звучам грубо, ма као поевтина варијанта од Солун. Све има што Солун има, али не е така скапо за живее од Солун. И во тој период, значи, ми се чини дека веќе почнав да пакувам ствари, дека треба да заминеме таму во Тирана. И по некоја чудна коинциденција ми беше понудена таа работа да направам тој Македонски културен центар. И така заминав. Беше, кога стасав таму, беше неколку дена после Нова година. Беше 5 јануари, ми се чини 2021. Морам ова да го кажам затоа што многу луѓе овде си мислат дека ние сме чудни македонците во тој преско. Ќе се направи нешто, после све изгледа од после, изгледа, ова, лесно се прави. Не беше така. Јас кога дојдов тамо од Македонија, од Тирана, немаше ни м. Да не збориме за култура, ама тотално ништо. Земјата и градот беа непознати за мене, исто толку колку што македонската култура и македонската земја е непозната за тиранчани. Немавше ни простор, ни ништо. Ја 15 на 20 дена живеев во хотел. И ајде прво најдов стан. Тоа е, како викаш еден странски дипломат, велеше, кога ќе дојдеш во непозната земја, треба да земеш две нешта. Првото е тавче, второто е чадор. Чадор, пошто е Медитеран и во зима доста често врне дожд, а тавче ќе ти се најде за укујна. И така, вистина, така тргнав со тоа. Подосна го најдов просторот, каде што го формиравме центарот. Се разбира, тоа као да правиш нова куќа, нов стан. Немаш ништо тамо, не знаеш никого.
ти после ќе сватиш дека ти требаат и штрафцигери, бормашина, и не знам што. После ќе сватиш дека, ако ми се расипе чешмата, кого ќе поварам таму. Денеска и во Скопје тоа тешко да најдеш, камоли во Тирана. Така започна целото тоа. Добро, додека траеше, значи од 2021 до 2024, кога практично ве отповикаа, јас ќе го употребам тој збор. Да, ја нешто, должноста директор на Македонскиот културно-информативен центар. Во тој период имаме една хроника на настани врзани за КИЦ Тирана, и тие се запишани, тие историјата не може да ги избреш. Тоа се огромен број на настани организирани од твоја страна, представување на македонската сцена, на македонската култура во Тирана и еден одличен одзив на албанската публика кон она што ти го донесе таму и го представи како. Види, Зоран, јас сакав тоа да го зависи со која идеја ќе тргнеш таму, што сакаш од тоа да направиш. Да. Ја гледав работата на македонските културни центри низ годините. Никогаш не сум ни шонувал дека ја тоа ќе го рафам. Мислам, јас имам своја работа, но ајде се нафатив ова за нешто добро да дадам за земја. И начинот на кај што се поставени културните центри, они се по некоја инерција од социјализмот останати. Соседни така мене ми личат, без да некого навредам со тоа. И јас се обидов таму да направам една, да изгледа тоа као њујоршка галерија. И да не ги настаните, да не ги правам во центарот, туку да излезам надвор, пошто е нов веќе. И тргнав со таа идеја. Се разбира дека не бев сигурен. По некој мој инстинкт бев сигурен дека тоа ќе успее, не? И сега, значи да не биде тоа една досадна канцеларија кај што сега ќе викнам ја двајца музичари, па они ќе свират, па ќе ми дојат од мојата амбасада двајца гости, па ќе се сликаме и направивме голем настан. Не. Мене многу ми беше важно да има луѓе. Значи настанот ако нема луѓе, која е смислата, која е идејата на тоа. Значи правиме една само фикција дека види што се случи. Да. Јас сакав тоа да го разбијам, така. И као естетика внатре, како изгледа центарот и како настани. Так. И сега ја можам вака на прва 10 работи да набарам. Например, Владко Стефановски за мене важен херој на нашата земја, да. И за мене лично важен. Никогаш не е свирил во Тирана и во Албанија. Он стално вика, стално идев дека Црна Гора, поминував, ама не сум. И го донесов таму во Тирана да свира. Се беше многу интересно и за него, и за публиката, и за, не знам, Зоран Кардула правеше. Јас. Битолскиот театар го донесов. Сега, знаеш, во старт треба да се определи што сакаш. Сакаш 20 мали и беззначајни настани или 5 големи. Што буџетот за таа работа, мислам да ти го кажеме повеќе од смешено. Да. Ќе го кажам. Да. Тоа е нешто над 10.000 евра за целата година. Да. Со 10.000 евра ти можеш да направиш само еден сериозен настан. Да. Меѓутоа јас влегов во албансково општество и секогаш наоѓав средства надвор од буџетот. Да. Фала Богу, никој не ми се благодари за тоа, ама нема врска. У некои разни влегував авантури кои што вака од надвор да ги гледаш, кажеш што ќавол те тера да се занимаваш, кога можеш тоа да го правиш полесно. Меѓутоа сакав да изгледа тоа добро. Па не знам, Јордан Плебнеш беше, па албанскиот театар беше со диво место. Сега, например, нашава земја не знае тие работи да ги користи во своја корист. Битолскиот театар го донесов со една представа од Брехт, која што беше на македонски јазик. Така тоа, последниве 30 години, мислам дека се нема случајно македонски театар на македонски јазик да изведе представа во Тирана. Кажам дека еднаш има во Корча, за време, не знам, на четокот на нашето осамостојување. И тоа на инсистирање на Чендрим Ријани, еден младен, прекрасен режисер од Кајна се тој, кој што предава на Тиранската академија, и тој инсистираше да биде таа представа. Имаше превод, се разбира. Не знам што беше преполно со луѓе.
Да. Значи, театарот беше, мисля, чини околу 800 луѓе, беше Да. тотално исполнет и представата заврши со невидени овации. Беше присутна и нашата министерка за култура, и албанската министерка за култура и така натака. Меѓутоа нашиве медиуми као да, не знам, мислам, као да не му дава на тоа едно значење. Јас малку ќе те прекинам. Што исклучок на вашиот портал, Океј, и да. уште 4-5 други. Да. Значи не беше тоа покриено со еднаш кога дојдов во Скопје нешто копирав од некој извештај треба да дадам во Министерство за култура и човекот што копираше ги гледаше плакатите што сум ги радил. Вика, па зар ова си направил во Тирана? Викам, па да. А како, зашто ние не знаеме? Викам, па не знам. Да. Мислам, се разбира, тоа имаше политичка позадина, затоа што сето време имаше една сенка кај што јас чувствував дека има многу луѓе на кои што не им се допаѓа таа работа затоа што иде добро. Као да некако зашто ја, зашто тоа така, зашто Сега ова е многу важно ова што го спомнуваш ти, иако сакам нешто друго да те прашам, но ова отвора прашања кои се однесуваат на, ми се чини, ти ќе ме поправиш, на воопшто генерално на односот Македонија и Албанија. Или ја не знам зошто некому би му пречело, иако ти можеш тоа и подобро го знаеш, зошто Златко Ориџански беше поставен за директор на КИЦ и сега он постигнува таму некаков успех, па сега некој ќе се најде тоа да му го да, одма е проблем. Да. Да. Да, и тоа е навистина чудно, но кога тоа ќе го споредите со она што го постигна тие 3-4 години во Албанија, јас само за тоа сакам да се навратам преска кога спомна дека културните информативни центри главно во соседството кај нас се некој рецидив, јас така ќе го употребам, тоа е збор на социјализмот и на тој тип. Да. И тие и тогаш беа формирани како центри за пропаганда. Така. Така. И сега, но ти направи нешто друго. Ти направи тој кој тука се препознава и како рецидив од минатото, како центар за пропаганда во друга земја, конкретно во Албанија, во Тирана, но ти го направи КИЦ во Тирана сврталиште во кое ќе доаѓаат публиката од Албанија, независно од тоа дали дошла некоја представа, дали дошла некој изложба, него едноставно го препознаа како ново место за култура во Тиран. Дали сум го прав? Да, многу убаво го објаснил. Океј. Затоа што во старт кога тргна, дојде еден албански познат уметник од Америка и тој го виде центар и имавме еден мал разговор кај што беа присутни можеби 50 на луѓе. И јас му реков, ова е наш центар. Значи, тој нема смисла ако не е дел од вашиот град. Така. И него му се допадна тоа као реченица и тоа што ја го кажав го објавија албанските медиуми. Значи, мене ми беше битно да дојдат луѓе од Тирана, да тоа стане нивно место. Наше, ама нивно. Односно, наше во секоја смисла. И тоа се случи. И ако тоа не го направиш ти таму, ако тоа служи место само за пропаганда, Да. ја не велам дека таа работа нема врска со политика. Има и тоа сериозно има. Меѓутоа, како да ти речем, не можеш да инсистираш ти сето време нешто да тамо дадеш и да земеш, односно, а ништо да не дадеш. И сега паралелно се обидував на нашиве луѓе. Значи, тамо правам настани и носам македонски артисти, така? А на социјалните мрежи се обидував да им покажам на луѓево кој е тој град, кои се тие луѓе, кај бев денеска, каде е добро да јадеш, каде е добро да видиш нешто, како изгледа оваа улица, која е историјата на таа земја. И на мнозина луѓе тоа не им се допаѓаше, вели, па не го пративме ние него да ја представува Албанија. Така сам тоа е еден старомодерен начин на... И токму заради тоа што мојот пристап беше таков, сите врати секаде беа Тирана отворени, верувате, сите. Сега кои беа големите изненадувања што мене ми се случија?
Например, почнувам да посетувам нивни институции, албански. Прва средба со градоначалникот на Тирана, Да. Ерион Велијај, Да. еден одличен дечко, одличен фраер. И сега нашиот амбасадор ми вика, па немаш маш неокола, одиме на кај. А јас не знам како заборев просто. Да. Која мара ме обврзана. И одиме кај градоначалникот до Тирана, на влезот од, како да е, на градската куќа, каде што е сместено целата институција, имаше поставено гардисти Аха. и црвен тепих, Аха. да не пречекаа. Аха. Добро. И влегов внатре. Што ми остав впечаток? Институциите, значи градот Тирана, изгледаат фантастично чисто и фантастично средено. Ти имаш впечаток дека се наоѓаш во Милано. Так. И се качевме горе, кај градоначалникот, добро, таму некои девојчиња што работат, отварам брата, едни фармерки, Тексас кошу. Аха. Добар ден, добро. Амбасадорот вика да го представам новиот директор и така натака. И знаете, он има работено на еден македонски филм, музика, ја не знам дали го знаете филмот. И Ерион го праша, кој е филмот? Па Before the Rain, пред дождот. Градоначалникот стана од стол. Му рече, почитуван амбасадоре, дозволете да му се поклонам. За да подоцна градоначалникот стане голем пријател со Милчо Манчовски. Така Милчо доаѓаше на 2-3 пати. Излегопме после набор, велам, видиш, пројдов и без мажлашт. Се ово кажувам, неш подоцна сум ги посетил и Министерството за надворешни, и Министерството за внатрешни на самата држава. Министерството за култура, нивното, албанското, изгледа као музеј. Да. Значи, средено, чисто. Јас неколку пати на нашите министри им веле, кога ќе дојдев тука во Македонија, и викам, може ли вие знамињава да ги смените? Искинати ви се и валкани. Да. Значи, не е тоа за пари. Може ја да ви ги купам да ги сменам? Да. Затоа што тоа таму изгледаше тоа феноменално. Нивната министерка за култура во тоа време, една прекрасна жена, која влегов во нејзиниот кабинет, тоа изгледаше као бајка. Средено, чисто, прекрасно. Она имаше завршена архитектура во Италија. Знаеш, што е она, што сакам да кажам со ова? Дека има дојдено една нова генерација на млади луѓе, албанци, повеќето живееле надвор или се школували надвор, и они сето тоа го презеле и го внеле во нивната земја. Так. И тоа прави да земјата, само што ќе влезеш во неа, чувствуваш дека е таа европска, знаеш? Она што на Македонија всушност си фали денеска. Знаеш, тој дух. Кога Звини вака што... Ништо, не, во ред, кога му кажуваш ова и кога те слушам, низ целиот твој говор до сега, целото твој кажување до сега, пројава нешто дека всушност луѓето со кои си се среќавал таму ја представуваат сликата на Албанија денес или на модерните албанци денеска. А не може да знаеш се земјата, не можеме да ја гледаме како ние руските анархисти, дека е тоа некој апстрактен поим кој што не знаеш што да правиш со него. И само да дополнам, ти ги спомнал до сега само луѓето кои се на институциите, градот Тирана, Министерството за култура, Министерството за но таму заради твојата работа во Кицот и мноштвото средби и активности што ги имаше, ти имаше средби и со луѓе артисти, луѓе кои од публиката кои доаѓаат тука, посетители и така натаму, и од сето тоа, од сите тие средби со нив практично се создаваше сликата за тоа што е Албанија. Знаеш како тоа се одвиваше на еден чуден начин, дали е животот така или као лоптици, онака, као ќе се удриш вамо, па тоа ќе те однесе на друго место. Од таму. И на крајот, во еден момент, јас имав многу желба да го запознам Кадаре. Некој ми каже тамо низ Тирана од уметничкиот свет, па Кадаре е дојден од Париз, тука е во Тирана, затоа што климата е убава. А тој веќе остарен човек. Па како е да дојдам до него? И на еден чуден сплет на околности, едно сабајле беше вака врнежливо како денеска, ми договорија средба со Кадаре.
тоа беше во едно место као еден мал замок има во Тирана. И појдов јас таму половина сат порано, да не случајно задоцнам, да не он ме чека и така, што имам неверојатна почит кон тоа што тој пишувал. Едно од последните работи што пишував музика во театарот во Приштина беше баш по едно негово дело, Наследникот се вика. И дојде тој. Дојде тој со човек кој што се грижи за него, пошто он сериозно остарен. И сега што ми остави впечаток? Дојде тој, јас седнав до него и палам цигара и велам, почутувам Кадаре, ја се избинувам, ќе се преместам од другава страна затоа што Не. ќе ви пречи чадот од цигарите. И тој ми врати, не, ти си многу таман тука. Запали ми мене една цигара. Имаше 85 години. Сега што беше интересното внатре? Се мислев дал да збориме, да го прашувам за литература или да го прашувам за во наводници обични ствари, пошто и литературата од нив произлегува. И јас му велам, господине Кадаре, ја не би сакал да ве малтретирам со литературни прашања. Што сакате да јадете? Кој е ваше омилено јадење? И тој рече, па јас сум од Џирокастра, кај што е Енвер Хоџа. Таму има најубаво сирење во Албанија. Многу сакам тоа и сакам вино. Се она што лекарите ми бранат, тоа најмногу сакам. Например, тој ми раскаже на приказна се, па ова ќе го кажам, затоа што ова не можеш во канцеларија да дојдеш до вакви нешта. Тој раскажуваше дека еден период живееле заедно со Кундера во иста зграда, еден на друг. И јас му велам, па тоа значи дека вие сте биле всушност две различни реки кои што во ист момент се влеваа во светското море на литературата. Тој вика, да, само кај нас навечер светеш, кај него и кај мене, пошто многу ќе пишува. И имав еден многу пријатен разговор, така можеби од саат време. Имам и безброј фотографии и видеа од тоа. И тој ми раскажуваше за албанската традиционална музика, за неговиот живот во Париз, зошто ја напушти во даден момент Албанија и така натака. И зашто го земав примерот со Кадаре? Албанија денес има многу образован и модерен свет. Тоа што е малку познато овде. И преска ви закажував, стекнав многу пријатели таму. Една вечер ме канат на некој роден ден во едно место се вика Зеза, тоа е на 20 километра од Тирана. Каде што една моја пријателка од Тирана славеше роден ден, Едит Пула, она одговорна за култура во градот Тирана. И таму дојде министерот за внатрешни работи, Бледар Чучи, у тоа време. Ние се знаевме со него пред тоа, неколку пати имавме некои средби, многу фин човек. И имаше, тој беше во една вила и целото тоа изгледаше толку убаво. Имаш впечаток дека си на роден ден на некој италијански моден креатор. И што ми остави впечаток овој Бледар Чучи? Во еден момент пиеме нешто вино, кај си Златко, здраво, добро, и он зима телефон. Вика да ти покажам кај сум бил. И отвара телефон и ми покаже концертот Роберт Плант. Роберт Плант е од Лед. Сега тоа е малце нетипично за нас. За нашево разбирање на политика, за нашево... И сега ти речам, сите овие средби, сите овие нешта, мислам дека некако така ми беше дадено. Ја не инсистирав на нив да се случат и да трчам сега по некој. На сличен начин го запознав и еден од најпознатите албански композитори, тој е Фатос Черимај. Со него имав разни авантури. И заеднички концерт? Да, видиш, тој заедничкиот концерт покажува колку се они отворени, а колку сме ние затворени. И он една вечер доаѓа кај мене таму во центарот и вика,
Имам идеја да направиме заеднички концерт. Ја викам, па кој сега, тоа ми е некако, што треба да... Ма не ние да свириме. Ќе свири Албанската филхармонија. Аха. Добро, само ти одбери половина сат твоја музика и јас половина сат моја. И добро, ја одбирам парчиња, ги преслушуваме ние после неколку дена. Вика, добро, дај ми ноти. Викам, па немам ноти. Како немаш ноти? Па немам ноти, викам, ја не знам да пишувам ноти, јас сум само. И човекот седеше 3 месеца, верувате, седеше да ги симне сите работи, да ги напише на ноти и концертот вистина се случи. И то на отворено, во центарот на Тирана. Да. Не видов дека имаше некој, како да ви речам, значи тие немаат никаков, знаеш што е интересно? Интересен е нивниот став кон Македонија. Албанците генерално и Албанија. Добро. Каков е нивниот став? Па, они не чувствуваат никаква опасност од Македонија. Добро. Они Македонија ја гледаат као една мала симпатична земјица, нежна, по природа, по луѓе. И дајте да што ја правиме заедно. Они немаат таков, тоа се приказки овде што ги слушам. Да. Не? Да. А кај нас тоа се гледа као нешто леле. Па видите, за 5 години, значи живеам таму. Ја не сум слушнал прво еден човек да седам на разни места, во разни друштва, по кафани, по театри, по секаде. Не сум слушнал никој Македонија да ја спомне по име. А камоли ние ќе би ја земе Македонија. Мислам, тоа се некои фантазии останати од југословенското време. Так, Албанија генерално, као култура, као луѓе, као начин на живот, како менталитет, тие се свртени кон Италија. Да, добро. И тоа е за нив символ на кај треба да идат, како треба да изгледа. Тоа е нивниот поглед кон запад. Да, и А нашиот поглед кон запад е Албанија. Така е. географски, да. Сакам да кажам, извинете што ве прекинувам. Не. Сакам да кажам, ова што го говорите, доаѓаме до поентата за овој ваш став за Албанија, произлива од тоа што сте живееле таму. Па не е измислен, мислам, да. Не, апсолутно не. И сега тој се разликува од она што е просечното мислење за Албанија на просечниот македонец. И сега тоа понекогаш оди во некои екстремни варијанти, кога нели. Додуша, да бидеме искрени, до крај во Македонија и од страна на албанците и од страна на македонците сме сведоци на некакви говор на омраза, екстремни политички пораки и така натаму и така. Но тоа вие во Албанија го немате доживеано како така. Го немате. И сега сакам да кажам, дали што треба ние да направиме? Отварање. За да го премостиме, да го срушиме овој зид што постои, да ги срушиме овие предрасуди што постојат кон Албанија и да Албанија и Тирана стане место на кое ние можеме во било кое време да одиме, да патуваме, да ручаме таму, да поминеме викенд, да ослободени од предрасуди. Погледај абсурди Да. и од политичка страна, и од која сакаш. Нашите луѓе многу често одат во Солун, така? Да, тоа сакам како споредба да направам. Да, ако погледаш така, грчкото општество е 100 пати по... Да, по-затворено, со повеќе Дајде да не речем негативно. Да. Кон Македонија, да. Албанско е отворено. Да. Никој ништо никогаш не ви изнегирал, не ви спорел, ни име, ни јазик, ни... Ке ме прашат тамо од каде си, ти од Македонија. Супер. Никој не се занимава со тоа. Значи, во нас е проблемот. Меѓутоа има еден интересен феномен околу тоа, околу тоа колку ние ја познаваме таа земја. Не ја познаваме. Рече си воопшто. Таа не е само морето. Да. Да има разни нивоа, разни светови. Меѓутоа, оно што е интересно за мене е што и огромен број на наши албанци не ја знаат добро таа земја. Разбирате? Да. Затоа што ако ја видиме на времето на Отоманската империја, Скопје беше поврзано, беше дел од Косовскиот вилајет. Да. И таа беше врската.
А Битола, битолскиот милет, беше поврзан со Елбасан и со Тирана. Да. И тие вистина се два различни светови. Тоа и во музиката се гледа. И ми се случило неколку пати да дојдат наши луѓе од овде, наши албанци. Да. И да ме прашат, што овде, што ти се свиѓа? Аха. Ова некако не е Аха. наше по шмек, по менталитет. Што значи, ние некако го гледаме тоа на еден по, како да речем, по-примитивен, да не бидам груб сега, по-провинцијален начин. Кои би биле твоите препораки? Велиш да се отвориме. Што е тоа конкретно? Ајде, Значи да да им препорачаме на луѓето што можат тоа да го прават, што треба да направат? појди види, Да. иди ручај еден ден во Тирана. Да. Поише мислев и на овие од институциите, од луѓе кои креираат, создаваат јавно мислење и така натаму. Па мора да ги информираат граѓаниве повеќе што точно се случува, што точно се случува. Затоа што кај нас кога ќе дадат некоја вест од Албанија, прво нешто што прават, покажуваат плоштад, ама со една фотографија од 63-та. Да. Као да се например бев на концерт и на Рита Ора и на Дуа Липа. Да видам тоа се големи феномени. И кои што исто така треба да ни дадат одговори на некои нешта. Затоа што 10 најважни светски пејачки во моментов, сите 10 се албанки. Дуа Липа е поголема во моментов од Мадона што беше. Да. Ја отидов да го видам тоа. Имаш така трибини направено за дипломати, да можеш да гледаш фино. Да. Тоа изгледаше страшно. Да. Прво имаше 200.000 луѓе публика. Беше направено, веруе како да си во Берлин. Значи ништо не е тоа така како што луѓето наши се замислуваат. Сега што мене ми во овој правец во кој што ме прашавте, нашиве медиуми не известуваат за тоа. Као да се случува тоа негде кој знае каде. Да. Сега да се случуваше концерт на некого кај што има 200.000 луѓе, да речеме во Београд, ќе беше преполно. Вие повеќе знаете за дека некој Милојков од Чачак направил сообраќајна несреќа отколку за вакви настани. Некако као да го одбегнуваат тоа, мислам дека тоа е работа на политиката. Она треба да ги отвара тие нешта и јас пак да не бидам разбиран погрешно, во тие неколку години нашата политика беше многу отворена кон Албанија и албанската кон нас. Сега пак се вративме назад. Па тоа го приметувам. И тоа ја отежнува работата на не знам сега кој е таму директор на центарот, но ја отежнува, зашто тие добрите политички односи прават да се релаксираат сите други. И културни, и меѓучовечки. Нешто се случуваше неколку пати, пошто нели сега таа работата е дипломатска. Еднаш дојде еден албански полициски официр, ми даде негов број, значи ако имаш нешто проблем, лево десно, јас сум ти достапен. Добро. И често пати седеше едно, пошто центарот беше некако многу на убаво место наместен. Стално имаше луѓе да видат, Македонија, што прави тоа прави. И стално седе една група од тројца, четворица мажи. И еден ден ја ги прашам, сакате да се напиете по една ракија? И она вика, ајде, да. И седнав со нив. А кои сте вие? Па ние сме од специјалната полициска единица на Албанија. И тука се отвори еден разговор кај што они кажуваат, па ние бевме во Македонија, ние вежбаме со вашите специјалци. Добре, така на така. А што овдека? Па не мора да внимаваме на тебе. И секој ден кој ќе да ме прашува некој нешто да не ти рече, да не, све е супер. Сега да ти речам, значи не е тој свет така круто да затворен. И сега со голем дел од специјалци, што е малце нетипично за мојата работа, јас за пријатели. Еден ден ги прашувам, кај можам да најдам добар домашен албански маслинов зејтин? И он вели, па најдобриот е од Берат. Викам, па се треба да идам до таму, тоа е далек. Ќе одам друг пат.
И он рече, не, јас сум од Берат, јас утре ќе ти донесам. Да. И вистина ми донесе една 10 литра. Мислам, овие мали, можеби, за некого банални слики, за мене беа многу значајни. Не, тоа пак се враќа на тоа односот, луѓето се таму, луѓето ја прават целата таа. А до мене имаше атмосфера. кафејчи, таму работи некој тани. Ја од таа не учам некои зборови, како се вика, те молам, те љутам. Како се вика ова, која е оваа песна? Да. Лево, десно? Да. И тани еден ден ми вика, ај ке те носам на вечера, во Дајти, со моето семејство. Дајти една планина као водно, кај што живеен најбогатиот слој на луѓе во Тирана, има прекрасни места. И отидавме тамо, значи ако ја тоа по пат тани вози, тани малце знае англиски. Ја малце знам албански, како се разбираме. Па се разбираме на некој човечки начин. Ако не ги отклучуваш овие нешта, Да. нема да, или не знам сега, композиторот Фатос Јеримај вика, ќе те носам кај што е роден татко ми. Каде е тоа? Па вика, тоа е у Пермет. И отидовме таму, тоа е едно место, кој да речеме, да те однал кај некој, кај нас у Кичево. Се таму се среќав со разни музичари. Тоа исто Да. ми отвараше едни нови светови, да видам дека таа музика всушност е неверојатно слична со македонската. Овој разговор нема крај, ама А нема крај сега, ама се раз... ама ќе морам да морам да го прашање не, тоа сакам да кажам нема крај од тоа што отвараме се поинтересни и поинтересни теми. Но и немав намера да правам интервју во кое политиката ќе доминира. Таа и не доминира, ја допираме неизбежно е тоа, но сепак ќе прашам. Последните година или две се случи пресврт на, ај така ќе наречам, на листата на земји што предводат во реформите за членство во Европската унија. И речеме, Црногора секогаш беше некаков лидер во тоа, меѓутоа сега се случи Македонија да падне зад Албанија. И ние секогаш, како да кажам, се гордеевме со тоа што сме веднаш после Црна Гора или што сме во делот од земјите меѓу кои Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Македонија е лидер. Но сега се случи нешто друго. Албанија наеднаш веќе има прилично јасно зелено светло за членство во Европската унија за година или две. Тоа гледаше. Так. Се гледаше, верувам, и тоа се гледаше уште пред 3 години. Так, сакам да кажам, очигледно е дека, и јас тоа ќе го кажам, не знам дали вие ќе се согласите со тоа, албанците како народ, а очигледно и како дух на народот, се многу поконцентрирани и фокусирани кога станува збор за реализација на некаква иницијатива. Таа се гледа и во нивното предприемаштво. Луѓето се многу иницијативни, кога ќе бизнисмените се многу иницијативни и кога ќе почнат да прават некој бизнис, го тераат тоа до крај. Нема отстапки. Ова толку убаво го кажавте да просто не знам. Не, сишам да не греша. Или да не... Точно е така. Да. Значи, нема многу муабети. Да. Они се желни да им кажеш нова идеја. Сега кај нас кој ќе кажеш нова идеја, ќе те помина 3 години додека ја направите. Ќе имате 300 состаноци, што ќе правиме. Не таму веднаш тргаат во акција. И тоа е за мене нешто што е многу фасцинантно. Ама веднаш, што ќе правиме тоа? Одлична идеја. Некако сите се има едно позитивно, генерално позитивно расположение во низ Албанија и во Тирана. Што, например, не знаев, а дознав. Ја не знаев дека сум толку весел народ. Значи, не постои место, верувајте, вака, ќе влезеш негде да ручаш. Трга некоја музика, дали е во живо или... И туку сите ке стан, ја стал у почетокот мислев дека нешто, па ќе прашам дека што е некој роден ден, дека не професија, нешто, него сите играат. Стотици музичари имаш по улиците, кај што свират традиционална албанска музика. И ќе си речеш од каде тој оптимизам? Они беа затворени, нели? Да. Така е таа слика. Тоа е една посебна трагедија за која што ние исто малку знаеме. Зашто ти кај нас има еден впечаток дека само нас ни се случуваат такви ствари, само кај нас се темно, трагично и така. Не, сите народи на Балкан имаат своја трагична историја во еден дел. Нешто ќе ја штупрев таму.
меѓу другото. Се пешки одев многу, за да го запознам градот. И сега гледам улица, например, пише Миџени. Кој Миџени? Ја немам појма. И онда имав еден пријател, беше директор на джез фестивалот во Тирана, исто многу ми помогна, го донесов овој националниот Да, джез наш оркестар. джез оркестар. И он само кога ќе се сретнеме некаде, ќе седне овака, ќе рече отвори тетратката, ја ќе отворам и ја прашувам поети. И он вика Миџени. Аха. Филм Маруби. И ја после Ја напомни читам за нив и барам кои се тие. Сега, например, малку е познато дека првиот фотоапарат во Албанија го донел Маруби, италијанец, кој што емигрирал од Италија од политички причини во Шкодра, во Скадар. И таму останал до краја на животот. Така. Ево уште еден факт морам да ти кажам, Јасно. да, многу важен и интересен. Да, И директоров на джез фестивалот Петрела ми вика еден ден, кај не си бил, па викам, па сум поминал ни Шкодра, ама не го знам градот. Ајде идеме таму. И одиме другиот ден по Шкодра. Шкодра е многу интересен град. И тој вели, знаеш каде се прават маските за венецискиот карневал? Вон каде? Па вика, па во Шкодра. Да, јас ке те носам сега во фабриката. И отидовме во фабрика. Па тоа изгледаше као бајка. така. Имаше две згради, во едната зграда сите маски што досега се правени за венецискиот фестивал, во другата 40 жени и 20 мажи ги прават маските. Ниту една маска не ја изработува еден човек, туку не знам, ти ги црташ очите, ја ги цртам вегите и така натака, и маските се прават од природни материјали, од млеко, од леп. Значи, ништо не користат што е вештачко. Што гледаш ти у музеот маски кои што коштаат по 7-8 евра. Не би ни помислил дека тие се изработуваат во Шкодра, во Скадар. Така. Сега, ова ти го кажувам као Тоа се тие детали, да, детали што откриваат многу. ти ќе појдеш во Венеција ќе ги видиш маските, ти не знаеш дека се ни правени во Албанија. Така е, да. Еве, ајде да мораме да завршиме за жал. Да. Сакам на крај да ве прашам, многу јасни се пораките што значи да се отвориме, да се запознаеме Така е. и така натаму. Едноставно да го срушиме ѕидот. Ние имаме некои стотина километри граница меѓу Албанија и Македонија, но имаме од албанската страна особено веќе се пробиени автопатите, патиштата, граничните премини и така натаму, земјата се отвори. Останува од наша страна и тоа ќе го направиме како работа на пат. Работниците ќе излезат, ќе ги пробијат патиштата, ќе се поврземе со нив. Но дали е тоа доволно? Што треба да направиме? Еве да речеме уште еднаш порака од ваша страна да ги разбиеме овие предрасуди, границите и да Дека тоа се едни европски луѓе, така е. тоа е првата работа, дека ќе сретнете многу образуван свет, кој ќе ве изненади. И на крајот и ова што е она класична трговија. Не знам дали сте приметиле дека например Албанија има можеби едно од најубавите кашкавали и сирење што сум пробал во последниве 30 години. Ништо нема тоа кај нас. Едно фантастично имаат маслиново масло. Исто нешто има на пазарче кое што не знаеме кој квалитет е. Многу малку имаме соработка во тој правец. Кои имаат разни некои сладко од орев, што кај нас не се прави. Сега лупам вака некои мали детали, меѓутоа зошто па не? Да, Така зошто да немаш производ од Албанија што ќе го купиш во Македонија? Имаат многу убава храна. Многу убава италијанска, да. климата е подобра од Македонија каде. Многу е чист воздухот исто така. Имаат прекрасно месо исто. Многу убав вкус. Они некако на некој чуден начин, тоа е за мене фасцинантно. Они од една страна се европеизираат забрзано, а од друга страна па сите овие нешта се ги сочуваат. Се чува. Да, кога одиш низ Албанија по овие помаливе места, море од кози и од овци. Да. По патиштата. Нешто што во Македонија не сум го видел долги години. Значи, наши луѓе мора да почнат да они се навикнати на една страна, тоа е према Србија само, и ништо друго, нема отварање друго. Јас се надевам дека со патиштава ќе се стасуват до Тирана за 2,5 часа. Да. И ако наши луѓе појдат тамо, моите, како да ги наречам,
патеписи и видеа што ги постирам, направило многу луѓе да ме прашаат каде да појдат, каде да јадат, каде да слушаат добра музика. И многу луѓе биле. И сите се враќаат со многу убави впечатоци од таму. Ние ќе сретнете многу питом народ, еден народ кој што исто имал една тешка судбина, тешка историја. Они дури мислам дека многу потешко дошле до сите нешта од нас. И да не заборавиме еден факт. Оти многу подценувачки често пати нас се настапува во тоа. Албанија има формирано држава 1912 година. Значи, речиси половина век пред Македонија да биде држава. И нема шала со това. Мислам. Да. На страна тој комунистичкиот период што иако и за него има контраверзни мислења. Кога зборуваш со некои луѓе во Тирана. Да. Некој поминувал во тој период убаво, некој Да. лошо и така натака. Значи, не е баш сето тоа така како што ние сме го гледале и учеле, дека они гладувале, дека тоа е една толку богата земја, толку убава со, како да ти речем, ретка земја каде што ти, например, сега ако појдеме во Саранда, не можеме да пиеме вино на плажа. Да. Истовремено во истиот момент, ваму горе кој идеш према Кукс, можеме да идеме на скијање. Да. Се тоа ретко која земја има такви големи контрасти. Така. Добро, ви благодарам многу за учеството и за тоа што ја прифативте. Благодарам да за мене беше изненадување затоа што јас таа работа ја завршив тамо и останав тамо да живеам. Да. Останав тамо да живеам. Не од политички причини, не заради државни, не знам какви, туку затоа што е убаво место за живење, као што, не знам, Стинг дојде да живее во Тоскана, као што Хемингвеј беше во Куба. Токму тоа беше и поводот и мојот интерес да ве поканам на интервјуто. Тоа да Јас се извинувам ако бев се благодарам многу, до некој следно видување. Благодарам.